Добар ден! Денес во e-училница на часот по математика ќе зборуваме за читање на календарот. Потоа ќе пресметуваме временски интервали во денови, седмици и месеци. Календар и датуми. Веројатно знаете кој ден и датум сме денес. Денес сме понеделник, а датумот е 11. мај 2020 година. Дали знаете кој ден е утре или кој месец е следниот? Например, кој ден и кој датум беше вчера или кој месец беше претходно? Ако денес е понеделник, вчера беше недела. Ако денес е 11 мај, вчера беше 10 мај. Утре ќе биде вторник, 12 мај 2020 година, а претходен месец на мај е април. Следен е јуни. Ако правилно го користиш календарот и знаеш за различните денови, месеци и датуми, ќе можеш добро да испланираш некои значајни датуми за тебе. Од многу причини е важно да знаеш да го користиш календарот. Може би ти треба да го испланираш својот роден ден. Или да бидеш присутен на некој посебен ден, да отидеш со другарите на забава. Да го испланираш годишниот одмор. Да ги завршиш своите проекти во договореното време. Да одиш на закажаната велосипедска трка во паркот. Што всушност е календарот? Тоа е една табела што ги покажува сите денови, седмици и месеци во годината. За секоја година календарот е различен. Календарската година е поделена на 12 месеци. Календарот може да биде ѕиден, печатен во нотес или џепен календар. Календарите сега се присутни и во компјутерите и телефоните. Во една година има 12 месеци, 365 дена и 52 недели. 365 дена се засновани на вртењето на Земјата околу Сонцето или околу својата оска. На секој 4 години има дополнителен ден во годината. Таа година се нарекува престапна година и има 366 дена. Значи, еден ден е додаден на најмалиот месец во годината, тоа е февруари. Во престапната година, февруари има 29 дена. Оваа година, 2020 е престапна, значи следната престапна година ќе биде 2024 година. Месецот обично има 28, 29, 30 или 31 ден. Секој месец има различно име. Месеците се засноваат на ротацијата на месечината околу Земјата. Па така, јануари има 31 ден, февруари има 28 дена и на секоја четврта година има по 29 дена. Март има 31 ден, април има 30 дена, мај има 31 ден, јуни има 30 дена, јули има 31 ден, август има 31 ден, септември 30 дена, октомври има 31 ден, ноември има 30 дена и декември има 31 ден. Па така, 4 месеци во годината имаат по 30 дена, тоа се април, јуни, септември и ноември, и 7 месеци имаат по 31 ден. Тоа се јануари, март, мај, јули, август, октомври и декември. Недела е временски период кој трае 7 дена. Секој ден има свое име. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Работни денови се понеделник, вторник, среда, четврток и петок, а додека денови од викендот се сабота и недела. Знаете дека секој ден има 24 часа, односно едно деноноќие. Да повториме. Еден ден има 24 часа. Една седмица има 7 дена, еден месец има од 28 до 31 ден, една година има 365 дена или 366 или 52 седмици.
Сигурно го знаеш датумот и месецот на твојот роден ден. Запишување. Запишуваме ден, месец и година во следниве форми. Значи прво денот, па месецот, па годината. Првата форма е кога денот го запишуваме како бројка, месецот со збор и годината со цифри. Потоа, целиот датум го запишуваме со броеви, измеѓу денот, месецот и годината ставаме точка. Потоа, можеме да ставиме и коса црта, а можеме и да ставиме и легната црта, хоризонтална, помеѓу денот, месецот и годината. Најчесто се запишува со точка помеѓу денот, потоа месецот и на крајот годината. Сега подгответе си тетрадка и моливче и обидете се да ги пресметате овие временски интервали од следниве вежби. Активност број 1. Пресметување временски интервал во седмици. Со своите другарчиња ќе одиш на кампување. Тргнуваш на 11 јуни, а се враќаш на 18 јуни. Колку време ќе бидеш на кампување? Во кој ден од седмицата ќе се вратиш? Имате неколку секунди. Твоето кампување трае 7 дена и ќе се вратиш во сабота. Активност број 2. Пресметување временски интервал во денови. Денес е 11 мај, а твојот омилен кошаркашки натпревар е на 5 јуни 2020 година. Уште колку дена има до натпреварот? Од 11 мај до 31 мај има 21 ден. Од 1 до 5 јуни има 5 дена, па така 21 плюс 5 се 26 дена. Значи уште 26 дена има до твојот кошаркашки натпревар. Активност број 3. Пресметување на временски интервали во месеци. Колку месеци трае пролетта? Од 21 март до 31 март има 10 дена. Април има 30 дена, значи 1 месец. Мај има 31 ден, што значи уште 1 месец. Од јуни има 22 дена, плюс 10 дена што ги пресметавме од март, и тоа се вкупно приближно 1 месец. Значи пролетта трае 3 месеци. Се надевам дека сега ќе можеш полесно да планираш временски интервали и ќе знаеш да го користиш календарот. Ви благодарам на вниманието.